имаше бојкот нели минатиот петок во Хрватска, а овој петок ќе се одржи исто и во Босна и Херцеговина, Црна Гора и во Македонија. Што мислите за ова? Крајно време е и ние македонците да го направиме истото што го направија сите други, затоа што секојдневно растат цените. Значи нема ден да отидете во супермаркет да видите една цена, утре денте е веќе друга. Крајно време е, мора да се свестиме, инаку пропаѓаме економски. Јас мислам дека треба и ние да бојкотуваме. Навистина цените постојано растат и треба сите да излеземе надвор и да си го кажеме своето мислење. Дали ќе го поддржите бојкотот? Секако. Секако ќе го поддржим. Зошто ќе го поддржите? Затоа што Имаме многу да ви мало кажеме на стандард. работа која што народот не е толку моќен, народски кажано во джеб, не е моќен и не може да си дозволи работи кои што треба да се прехрани кроз целот со таа плата или пензија или било што. Затоа треба да се поддржи. Сметам ја дека треба да се поддржи. Па поготово за нас пензионерите треба да се мисли да имаме средства за лекови, да остане некој денар за одмор, што секој го посакува. Тоа е тоа. И тоа што побрзо. Што поскоро. поскоро. Да не чека овој народ да покрене некој друг, па ние, него самиот народ, еве со помош на вас и новинарите и сите, да го направиме тоа што поскоро. Иначе ако чекаме, ако вие прашувате, ние си збориме ништо, а ако не се најде некој да преземе нешто и да почне, да кажеме еден почеток од денеска или од утре, најкасно утре, не сме постигнале ништо ако зборуваме само и да речеме, оние ќе завршат работа. Него ние на самите ови да почнеме. Толку. Да се избориме за пониски цени. Сите поддржуваме, мислам дека најголем дел го поддржуваат ова, меѓутоа колку ќе има испош еден ден, не знам дали нешто ќе значи. Дали вие лично го поддржувате ова? Да, сигурно. Зошто го поддржувате? Затоа што претераа со цените. Стварно претераа со цените. Дали тоа значи дека во петок нема да излезете да пазарувате? Сигурно не. Дали вие би го поддржале овој бојкот? Сигурно. И би бил учесник на бојкотот. Зошто би го поддржал? Затоа што некои енормно се збогатуваат, а народот македонски падна на многу ниски гранки. Многу е сиромашен. Има луѓе кои што не можат денот да го поминат. Кој е според вас долгорочното решение за постојаните поскапувања? Долгорочно решение е владата да ги преземе сите возможни мерки што и се на располагање и да го заузда ова дивење на цените. Крајно време е. Не е добро што се зголемуваат цените. Значи, Дали вие би го поддржале бојкотот? па да. Тоа значи дека во петок не би излегле да пазарувате. Па може да не се излезе сега лепче само, или па може претходниот ден да се земе, така да не е голем проблем. Ја мислам дека ништо нема да се постигне со тоа. Треба некои други мерки. Со бојкот ништо, а и ние не сме народ што ќе се организираме до таа мера да бојкотираме продавници. Не верувам дека нешто ќе се направи. Вие планирате да го поддржите овој бојкот или не? Не. Зошто не? Па затоа што мислам дека нема резон, нема ефект од такво нешто. Па со тоа бојкотирање, да ти кажам искрено, дека моје мислење, мислам дека е претеризам више со константа само да се бојкотира во секоја држава, тоа според мене не би требало да се дешава. Зависи од условите кои што ќе бидат даени. Ти дали би го поддржал бојкотирањето? Па, јас сум неутрален, така да мене не би ми реагирало, да ви кажам искрено. А што сметаш дека би било долгорочно решение за постојаните поскапувања? Па, треба и да се покачува платата, више за да може да се постигне со тие цени, иначе нема како со минимална плата више да се постигне никако тоа. Па треба да има бојкот зашто претера и производители и
овие трговци и маркети. Тоа за сите треба да важи, не само за маркетите. Тие се едни со други договорени таму. Вие дали ќе го поддржите бојкотот? Јас го поддржувам. Тоа значи дека во петок нема да излезете да пазарувате. Нема да излезе. Нема, зашо претера. Па, би го поддржал што, ако толку ги качуваат цените, ако нема, би го поддржал. Тоа значи дека нема да пазарувате ништо во петок. Па, не би пазарал. Па затоа што гледате и сами што се случува и вие купувате тука. Знаете, А, гледам дека е и успешно не само кај нас, туку и во околниве комши. што според вас ви личи дека е долгорочно решение за постојаните поскапувања? О, не знам. Тоа владата треба да ја плашат. Нема решение. Решение не знам, да не одат цениве нагоре, сигурно, па ќе видиме. Што ми се прескапа е. Не може да се живее. Дали вие би го поддржале бојкотот? Да, би го поддржал. Што значи не би оделе да пазарувате во петок? Не би одел. Па сега по примерот на Хрватска еве и Србија се приклучува, зашто да не и Македонија? Ќе го поддржите бојкотот? Да. Па добро, цените се големи, така да би можеле да го поддржиме. Може би. Ќе го поддржите бојкотот? Може би. Значи нема да пазарувате ништо во петок. Мора и петок и сабота и недела ако треба. Недела секој не се пазари.